Кај новата влада очигледна е првична еуфорија за решавање на спорот со Грција, која пак не значи дека ќе се совпадне со реалноста ако се земе в предвид дека грците не отстапуваат од своите црвени линии. Вака пратеникот од ВМРО ДПМН и поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошовски го анализира пристапот на владата на Заев кон деценискиот спор. Милошовски потсети дека Грција уште пред повеќе од 10 години донесе одлука за блокада на интеграциите на нашата земја. Грција уште во 2004 година ја донесе одлуката дека секогаш кога ќе има прилика ќе ги користи механизмите на блокада, се додека Македонија не се согласи спорот да биде решен со грчки ракопис. Милошовски говореше и за новиот министер за надворешни работи Никола Димитров, која мапира Грција како прва дестинација уште на почетокот од својот мандат. Според Милошовски пораката е упатена, а потегот амбициозен. Во дипломатијата испраќате порака кое место сте одбрале да го посетите како прва ваша дестинација. И тој кажа дека ќе оди таму за една со дипломатска офанзива на шарм, да ги убеди грчките соседи дека треба да бидат попрагматични. Но со изјавите што ги слушнав од министерот Кодзијас на пресконференцијата и после тоа и на денешната дебата во грчкиот парламент, не знам дали медиумите тоа го следеа, се гледа дека грците многу тешко се шармираат, а многу лесно градат национален консензус и црвени линии од кои што не отстапуваат. Поранешниот министер додаде дека грчкиот пристап кон проблемите се базира на чекање и нерешавање на одредено прашање, особено кога се во подобра позиција и статус што го имаат постигнато. Тогаш градат национален консензус и црвени линии, а последен таков беше прашањето за Кипар. И тука ќе ви кажам една анегдота која што ни ја кажа посредникот Метју Немец. Како помлад дипломат бил соработник на Сайрус Венс, поранешен американски подсекретар, кој што се занимавал со кипарското прашање. Наближиле до договор, верувале дека ќе има грчко-турски договор за Кипар. Турската страна веќе дала одредено зелено светло. Сайрус Венс ги убедувал кипарските грци и грците во Атина да се согласат на тоа. Повишил тон, кажал дека Турција е голема респектабилна држава и дека ако сега не се реши прашањето, можеби ќе треба да се чекаат уште 100 години за наредна прилика да се реши кипарското прашање. И потоа дал збор, дали некој од грчката делегација бара збор или има прашање. Единствениот кој што дигнал рака бил еден грчки дипломат и прашал господине Немец, господине Сайрус Венс, извинете, колку години рековте дека ќе треба да чекаме. Освен со барањата на Грција, новиот председател на владата ќе се соочи со барањата на коалициските партнери. Лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села во своето гостување во дебата на Клик Плюс најави отворање дебата за химната Грбот и знамето после локалните избори закажани за октомври. Unë do insistoj mbas 100 diçit që të bëhet edhe debat këtë për gjuhën, për himnin, për flamurin, Ja do t'ju pyesja për këtë po. për stemën, po pse do e bëjmë iniciativë në parlament. Debat, por edhe të ndryshohet, pse jo, s'keqe ka. Edhe për të dënuar gjenocidi asaj periudhe, por pse jo të përfshihet edhe ndonjë periudhë tjetër. Nuk ka asgjë hiç të keqe. Села изјави и дека ако на наредниот попис имало графа за бугари, тогаш албанците ќе биле мнозинство во Македонија.